Во 4 општини во северозападниот дел на Македонија изборите за градоначалник не беа успешни. Во центар Жупа, Маврово и Ростуше, Гостивар и Врапчиште. Изборната постапка треба да се повтори зашто на гласање не излегува минимум 1/3 од вкупниот број гласачи запишани на избирачкиот список. Општина Центар Жупа е со најниска излезеност од 21,49%. Многу слаба излезеност бележи и општина Врапчиште 25,18%. Во општина Маврово и Ростуше гласале 30,31%. Во општина Гостивар пак 33,31%. И според анализите, изборите таму не успеале за само 21 глас. Но, ако се споредат бројките од електронскиот систем на Државната изборна комисија за излезеноста во првиот круг од претходните локални избори, не може да не се каже дека и пред 4 години Центар Жупа и Маврово и Ростуше имаа проблем да изберат градоначалник. Така што нов феномен се Врапчиште и Гостивар. Прво бевме таму каде што не успеа за малку, да ги прашаме гостиварци зошто. Низ градот не забележавме ниту еден билборд на кандидатите за градоначалник, освен неколку банери на Демократската партија на турците. Граѓаните се више иселени, све надвоста. Ван Македонија живеа. И затоа. Друга причина можеби сакаат да пуштат порака до државата дека нешто не вреди овде. Би требало да се паметат малку. Големите политичари тие што водат ова големата политика и тоа. Гостиварците не дека не излегува. Големите водителите на овие партиите големи тие го прават тоа. Резултатот од неуспешните избори во Гостивар е следен. Валбун Лимани, кандидатот на Националната алијанса за интеграција и кадар на партијата на Арбен Таравари, доби 61,39% од гласовите. Себаедин Даути, кандидат на Влен, освои 15,29%. Дарко Грујовски од Левица 10,35%, а независниот Висер Адеми 5,10%. За ваквиот исход најмногу жали кандидатот на Националната алијанса за интеграција и актуелен ВД градоначалник Валбун Лимани. Ако на гласање излезеа уште 21 гласач, тој ќе победеше. Смета дека еден од факторите за неуспехот на изборите е избирачкиот список, кој според него не е прочистен како што треба. Еве, за илустрација, ние имаме во едно мало село, веќе после изборите кога се случи, кога анализиравме, негде околу 20 души кои се починати повеќе од една година се уште стојат во тој избирачки список. И бројката е голема во однос на тоа колку навистина има жители во Гостивар и колку навистина имаат право на глас. После тоа сигурно дека има дел од луѓето кои, ќе речам, во знак на некаков револт за сето тоа што ми се случува во државата, не само во нашиот град. Но како фактор го додава и можниот бојкот на изборите, по повик од политичките ривали. Имаме индиции дека на некои луѓе им било пренесено во текот на изборниот ден да не излегуваат на гласање, подобро било, но за тоа нема да не влегувам и нема да прејудицирам. Времето ќе покаже најдобро зошто сето ова се случи. Кога една општина не може да избере градоначалник бидејќи не е надминат минималниот праг на одзив, праксата беше Државната изборна комисија да ја извести владата, а таа да постави повереник што ќе извршува градоначалничката функција до избор на нов. Лимани, кој подсетуваме, во моментов е ВД градоначалник на Гостивар, не се согласува со евентуалната таква постапка. Јас сум избран на 8 јули 2024 година од страна на Советот на општина Гостивар и согласно Законот за локална самоуправа, член 4, треба истата функција да ја извршувам до изборот на нов градоначалник. Тоа беа со последните измени на Законот за локална самоуправа кои беа направени од оваа влада. Второпласираниот кандидат за градоначалник на Гостивар, Себаедин Даути од Влен, смета дека слабиот одзив на гласачите се должи на лошиот локален квалитет на живот и иселувањето. И тој вели дека имало влијание врз гласачите, но поинакви. Ние гледавме дека после 4-5 сатот, значи гледавме од другиот, значи против кандидат, односно од нивните партии, лидери,
имаше големи активности во однос на тоа да излезат луѓето да гласат, зашто тие знаеле дека нема да се постигне цензусот. Ние тоа не го знаевме, барем за Гостивар сметавме дека ќе има цензус. Имајќи предвид последните, да речеме, 4 години, кога беа локалните избори, меѓутоа, за овие 4 години голем дел од населението се иселени. И заради тоа ние можеби не сметавме дека нема да има цензус. И мислиме дека нема да има проблем околу цензусот, да. Во избирачките списоци сега јас немам некој сум слушал дека има и починати лица кои се уште стојат во избирачките списоци. Меѓутоа, тоа е, да речеме, задача на ДИК и на другите државни органи кои треба да го пречистат избирачкиот список. Даути е правник и во моментов е нотар. Бил на различни позиции во правосудниот систем и во одделението за внатрешни работи во Гостивар. Од таа позиција, спротивно на неговиот против кандидат, толкува дека владата треба да постави повереник на чело на општината. Тоа, додава, ќе ги прекине и сегашните злоупотреби и притисоци. Ние тоа го видовме во секој нивен настап, каде присуствуваат луѓе од општината Гостивар, што реално не би требало така да биде. Секој треба да одлучи за себе дали треба да излезе или да не треба да излезе. Истото нешто го имаше и со јавните установи, значи сите наставници, професори требале да бидат, да речеме, во нивните собири или да гласат за нив. Мислам, тоа веќе е јавна тајна и го знаат сите, да речеме, притисокот, да речеме, кој беше до сега. Меѓутоа, ако се избере нов повереник, нормално дека работите се менуват во голема мера. Северно од Гостивар, во подножјето на Шарпланина, е општина Врапчиште. Според пописот има 19.842 жители, и стари и млади. Но според избирачкиот список има 27.262 гласачи. Нема куќа што нема иселеници, велат мештаните, а тоа и се гледа низ Врапчиште. Автомобили во центарот кај општината, а се останато само празни сокаци. Секој има се своја работа и не мислат на избори, веќе јас мислам дека нема интересување веќе на општина или од влада, од ништо. И не стигнав да гласам. Не беше намера, ама и да дојдев немаше да смени нешто многу. Пошто тука кај што требаше да гласам, ние сме 200 и неколку луѓе од едно село тука близу. Само 16 гласа гласам, од кои 6 важечки, 6 неважечки, што знам, дали 12 или 16. Не сум бил лично, ама чув дека е така. Па, веројатно не им се свиѓаат кандидатите. Што друго би кажал? Вие лично бевте да гласате? Бев. Зошто вие бевте да гласате? Па ја да платам долгот, граѓански долг. Тоа е. Не се задоволни од градоначалниците. Не се задоволни за тоа. До овде дошло и на народот ише. Во Врапчиште имаше двајца кандидати за градоначалник. Актуелниот градоначалник Исен Шабани е кандидат на Националната алијанса за интеграција предводена од ДУИ. Тој освои 6050 гласа. Негов против кандидат беше Мехмет Сефери од коалицијата Влен, кој доби само 467 гласа. Кандидатот на НАИ, Исен Шабани, од граѓаните бара трет мандат. За неуспехот да се достигне цензусот ја обвинува централната власт. Кај шумире координувар, га и гид штети, дуге филорн га крим-министри, партија ќе првецон крим-министри, ВМРО допомене, де партија Влен, дуге пас пара се ишти пас анкета да сидат кеми пасурне, чоно што анкет неки ми дали бишта диет партијн фитовус, де сигуриштја вент ашт шуми вогл, де флидат меснирс се ларт пошт цилатјан сондажот, dhe kjo ishte një arsye mirë e koordinuar, bashkë me pushtetin qendror për të bojkotuar mos ketë cenzus dhe të përsëriten zgjedhjet. Kjo për mua nuk është logjike kjo, se zgjedhjet do përsëriten afat prej 60 ditëve dhe do të jetë vetëm një kost të shtesë për komunën e Vrapçishtit. Шабани смета дека според актуелните закони, владата не може да постави владин повереник за да извршува градоначалничката должност, туку откако ќе се конституира советот, тој треба да изгласа вршител на должност.
Нарастетът кур креминистри мунта емројта бесушат тăтјеверис јан едена се на рефине дит. Ngaç do arsye nuk zgjidhet kryetari I komunës, në afat prej 15 ditëve, Komisioni Shtetëror Zgjedhor e informon qeverinë që nuk kemi zgjedhje në rrethin e ditë të kryetarit të komunës dhe atëherë kryeministri mund të emërojë të besueshmit. Po në rastin e konkret në komunën e Vrapçishtit ne nuk kemi rreth të ditë. Kemi ngelur në rrethin e parë dhe përsëritën zgjedhjet nga e para. Nuk kalojmë në rrethin e ditë. Përsërisëm zgjedhjet nga e para dhe këtu do të ketë konstituim të këshillit. Këshilltarët vlejnë. Неговиот против кандидат Мехмет Сефери од Влен е адвокат кој вели дека се кандидирал за да се обиде да го подобри квалитетот на животот на граѓаните. Смета дека главната причина за слабиот одзив е што едноставно нема луѓе. Втора причина според него е незадоволството на граѓаните. Никој не ги има во джеп овие гласови. И никој не може да командува или да наредува на граѓанинот да излезе да гласа за овој или за овој. Ние пробавме со програма, со ова, излезевме преседали, ја видов дека населението не е премногу заинтересирано за овие избори. И тоа не е вистина дека ние сме влијале. Условно речено, македонските гласови, еве и денес во село Зубовци има азбестни цевови. Не ги има промената, луѓето немаат вода, пијат вода од азбестни цевови. Во Врапче еве денеска, еве Целане имало време по 3 месеци да нема вода, канализација излегува на улици и стварно и во други села имаме проект финансиран од Светска банка, не е завршен, не е пуштен во употреба во село Добридол. Сефери смета дека сега на чело на општина Врапчиште треба да биде поставен владин повереник, бидејќи според него така налага законот. За ставот на неговиот против кандидат Шабани вели дека не кореспондира со законите, туку повеќе личи на емоционална изјава. По поплаките за непрочистен избирачки список, што директно влијае на прагот за излезност, се обративме до Државната изборна комисија. Институцијата врши запишување, дополнување и бришење во избирачкиот список. Оттаму појаснија дека ја вршат таа надлежност. Врз основа на податоци од матичните книги, евиденцијата за живеалиште и за државјанство на Македонија. Поконкретно, за бришењето починати лица, вела дека процесот тече на начин што Управата за водење на матични книги до Државната изборна комисија доставува податоци за граѓаните со наполнети 18 години живот кои починале, и тоа во редовна постапка 4 пати годишно, додека за време на изборен период податоците се доставуваат во рок од 48 часа од денот на распишување на изборите. Од Државната изборна комисија да објасни и дека има начин самите граѓани и партии да пријават починати гласачи, но во одговорот директно не посочија кој е виновен што на списокот има лица кои се починати подолго време. Тоа прашање нема да биде решавачко при повторените избори во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово и Ростуше. Според измените на изборниот законник што стапија на сила во март минатата година, не се бара цензус од најмалку 1/3 од запишаните избирачи кога изборите за градоначалник се повторуваат.